Драги гледачи, наша гостинка во ова издание на емисијата Инфорегион е нашата каратистка Пулексенија Јовановска, еден од 8 представници кои што ќе ја представува Македонија на Олимпијадата во Токио. Јовановска, добро дојдовте во ваше прво гостување во оваа емисија. Добро најдов, прекрасно се чувствувам. Како што кажа, вие сте еден од 8 представници на кои што ќе представувате Македонија во Токио. Какво е чувството, пред се морам да ве прашам, да се биде член, односно да се биде дел од Олимпијадата, која што од друга страна е најголемиот сон на еден спортист? Да, ти благодарам, чувството е неописливо, значи сега сум во период кога за неколку денови патувам и некако легна еуфоријата, сум смирена, сум фокусирана, а чувството ме држи еднакво, некако од првиот момент кога дознав бев прерадосна, да ти се оствари сонот е нешто кое што многу луѓе цел живот го посакуваат, го добиваат и не чувство што може да се опише, али е преубаво чувство. Навистина сум радосна, се радувам што успеав сите мои години вложувајќи во спортот и во каратето да ги донесам со една таква титула, настап на Олимписки игри и сега ми останува само чиста мисла и фокус кон мојот настап. Како што знаеме, Олимпијата започна пред неколку денови. Многу ми се прашуваат зошто не бевте од оној тим кој што беше на отворањето на Олимпијата. Да, на официјалната изјава на директорот Владимир Богоевски беше кажано дека за жал поради ковид мерките оваа година има некои посебни критериуми кои што треба да ги потполниме ние како организација, односно да ги исполниме. Тоа е делегацијата патува по одредени групи во однос кој ден такмичиме, поради тоа што мојот настап е на 6-ти, односно 5-ти по наше време, а токму поради тоа ние треба да бидеме само една недела претходно во Токио. Значи Олимпиското село дозволува да бидеме таму само една недела пред нашиот настап и после настап следува директно повлекување во нашата држава. Значи поради ковид мерките и поради доцниот датум на мојот настап, патувам нешто подоцна. Како што знаеме, Македонскиот олимписки комитет ви избра да бидете представник. Сето тоа следеше што бевте меѓу првите 50 каратисти во светот, како што знам, и тоа ви донесе на еден начин можност, односно ви го отвори патот за Токио. Да, беше изненадување за сите, како и за мене. Јас сите овие години, значи процесот на настап на Олимпијада и бркање на таа карта беше долги 4 години со настапи буквално низ целиот свет. Настапив на огромен број надпреварувања каде што постојано собирав поени, настапував и постојано бев некаде во врвот. 20-та најдобри, мојот најдобар класман беше 19-та во Шангај, во Кина. И во таа елитна конкуренција постојано го одржував да котирам високо на листата, на светската листа. И со самото тоа што останав во најдобрите, имав шанса да со сите бодови што ги собрав да настапам на Олимпијада. Што се следуваше, дали може да не кажете, до овој момент за да стигнете до Олимпијадата? Колкав труд требаше да се вложи? Да, животен пат за сите, дека кога ќе слушнат Олимпијада е прв момент најголемо достигнување. Многу луѓето не знаат што е Олимпијада, се радуваат. А Олимпијада е најголемиот спортски настан на еден спортист. Најголемата можност што може да си ја приушти еден спортист е да вложува во процесот за настап на Олимпијада. Јас сите овие години некако очекував дека чувствував дека го одам патот кон Олимпијадата и бев изненадена од моментот што навистина конкуренцијата беше огромна, да влезеш во тесен круг од 10 најдобри каратистки во светот е навистина брутално тешко и јас сум навистина среќна заради тоа што патот беше навистина тежок. 4 години во постојан тренажен процес, во постојан надпреварувачки процес каде што буквално секој месец имавме надпревари, некогаш имавме по 2 надпревари во текот на месецот, истовремено сите надпревари знаат да бидат на различни континенти. Беше исцрпувачки, беше тешко, али на крајот секогаш кажувам вредеше. Вредеше, многу вредеа сите тие тренинзи. За ова чувство кое што го имам сега да бидам дел од Олимпијада, да напишам историја како прва каратистка и прва и единствен карате надпреварувач од нашата федерација која што доби можност да настапи. Поголема е тежината токму поради тоа што каратето за прв пат е избрано
за олимписки спорт и веќе од следната година е тргнат од листата. Значи ова е единствена година кога каратето како спорт е дел од олимпијадата и јас за нашата држава настапувам и навистина пред се е голема чест и секако сериозна одговорност и се надевам дека навистина ќе биде една убава приказна. Навистина испишувате историја, во еден момент се воведува како спорт, а веќе од наредните олимписки игри каратето нема да биде дел од олимпијадата. Да. Тоа создава уште поголема тежина на самиот настап и на самото тоа што навистина за прв пат настапувам, каратето е за прв пат, јас сум единствена. Ми е драго што каратето ќе настапи во мојата дисциплина, бидејќи катата како дисциплина е водечка во овој спорт и навистина се радувам. Се борите во кати, а не во борби. Да. Ката е борба со се надпреварувате. Да, ката е борба со замислен противник и тоа е една дисциплина која што бара ненормална контрола на движењата, движење на тело, дишење, значи движење на раце, безпрекорни ставови, покрети, експлозивност, сила, брзина, снага, енергија. Сето тоа вклопено во една мала приказна наречена борба со замислен противник, каде што треба да во 3 минути да го покажеш најдоброто нешто што си го вежбала сите овие тренинзи зади што сум ги оставила до денот додека полетувам за Токио. Да, кога човек гледа како вежбате ката и делува како една мала совршена спортска уметност. Да, буквално така, катата е навистина една тешка дисциплина каде што се бара совршенство, совршени ставови, совршени техники, блокови, удари. Сето тоа пропратено со исконтролирана енергија, експлозивност, максимална брзина, движење, дишење. Навистина е уметност и навистина е многу тежок процес на достигнување на креање форма и одржување на таа форма. Али од оваа гледна точка се сметам премногу спремна. Вчера пристигнав од припремите во Словачка. Дојдов во Македонија и некако сега како никогаш досега ја чувствувам таа форма. Направив цел месец припреми во Словачка со експерти во мојата област, во мојот стил шиторио и се чувствувам навистина најспремно од кога знам за себе и се чувствувам спремна како и зрела за ваков надпревар, бидејќи сите луѓе, како што кажав, знаат, слушнале што Олимпијада, али Олимпијадата само по себе навистина е голем притисок, за мене е голема одговорност и токму поради тоа вложив во најдобри припреми, за на крајот да кажам дека формата е на едно навистина најдобро ниво и одам навистина спремна. Дали веќе се знае конкуренцијата? Да, 10 најдобри каташки во светот. Јапонија, Шпанија, Франција, Германија, Италија, Америка, Хонг Конг, Нов Зеланд и јас. Како тече подготовките, рековте месец дена во Словачка, преходно што се случувате, колку часови дневно посветувате? Бидејќи претходната година беше ковид година, сите знаеме, беа блокирани надпреварите, меѓутоа мојот тренажен процес не застана, токму поради тоа што јас знаев дека следува олимписка година, со надеж дека ќе ја исполнам таа норма. Изминативе 3 месеци што ги оставив зад мене беа препратени со европско првенство, државно првенство, неколку турнири и настап на тој квалификациониот турнир последен во Париз. Така да јас бев навистина од месец јануари како завршен да го земам турнир, како завршен период, циклус од месец јануари па се до јули. Јас постојано сум на тренинг, мојот ден започнува со тренинг и завршува со тренинг. 2 пати дневно работам на тренинг, работам кондициони тренинзи, внимавам на исхрана, работам со мојот кондиционен тренер Златко Јанакиевски, познат за сите како најдобар кондиционен тренер, работам со мојот тренер и селектор Стојан Андриевски. Вече во клубот во Скопје, во Накоши Гечин. Завршните припреми, како што кажав, ги работев со Кристина Мацкова од Словачка, која што е докажан експерт во областа на шиторио, на мојот стил во кати. И така, сите овие како циклус, сите овие месеци беа навистина еден исцрпувачки тренажен процес, али како што кажав, вредеше. Знам точно дека 2 часови тренинг беше предоволно, а за сега на завршните
Припера ми да сватам дека дури еден тренинг траеше до 6 сата дневно и беше навистина добар фокус, добра концентрација и можност да си докажам на себе си на тренинг што е тоа за што се спремам и навистина колкав залак е олимпијадата. Така да сум презадоволна, често пати знам да кажам надпреварот на надпревар одиме само како адреналин на моментот, али тоа што треба да го одработиме таму, најпрво треба да сработиме на тренинг. Токму поради тоа на тренинзите бев препосветена, знаев за точно со каква мисла одам на тренинг. Дека не е лесно, али тоа е мојот пат. Тренинзите се дел од мојот начин на живот. Буквално моје секојдневие, исхраната исто и токму поради тоа ете сите мои резултати го покажаа дека сум на правиот пат. Исто во Словачка имав еден контролен надпревар, имаше Гран При Словакија, која што се одржа токму додека престојував во Словачка и освоив титулата шампион на надпреварувањето, како една контрола до каде е формата, што треба да подобрам на овие завршни 2 недели кои што стануваат за тука и последната недела која што станува да ја работам со тренинзи во Јапонија. 2019 бевте прогласена за најдобра спортистка во Македонија. Колку ваквите награди представуваат еден дополнителен поттик за и понатаму, за уште поголеми успеси? Да. Мојот втор Оскар го зедов во 2019 година, кога бев прогласена за најдобра спортистка. Тогаш го добив Оскарот со заслуга заради тоа што донесов 5-то место од Европско првенство за нашата држава, како исполнителен човек кој што досегаш навистина за многу малку ја изгубив бронзата, го изгубив 3-то место и тогаш ветив кога го зедов Оскарот, како и претходниот Оскар, дека Оскарите за мене значат голема одговорност. Одговорност дека некој ми дава почит и доверба во исто време дека тоа што го правам е правилно и тоа што го правам е на вистинскиот пат. И јас во каратето се пронајдов како една совршена димензија, што кажуваме. Значи вежбам карате на вистина со срце, со душа, уживам кога го работам каратето. Не ми е стрес и сето тоа уживање на крајот да донесе резултат и таков Оскар како едно најголемо остварување во нашата земја, значи да бидеш наградена како Оскаровец и да останеш во историјата како најдобра спортистка е одговорност и мотив за понатамошна работа, значи знам дека одмah од следниот ден јас продолжувам со тренинг, продолжувам со работа, со уште поголеми успеси. Ете, 2014 година добив Оскар за најдобра млада спортистка и ветив дека ќе продолжам со работа да ги повторам успесите. Во 2019 година застанав на истата сцена и кажав дека јас ги достигнав и ги надминав очекувањата. И со тој Оскар ветив поголеми достигнувања и ете, после тој Оскар настап на Олимпијада. Некако си задавам домашна задача секогаш да бидам подобра од претходното, сето тоа го вклопувам на тренинг со напорна работа и посветеност во целиот процес. Да се вратиме малку поназад, колку време се занимавате со карате, како започна целата таа приказна и зошто пред се карате? Да, на 6 години прв пат згазнав во сала. Првиот мој допир со салата, што е спорт. Првиот спорт кој што го искусив беше пинг-понг, во кој што дефинитивно не се пронајдов. Спорт со топка и координација никако не ми одговара. Али каратето за почеток го започнав во сала во основното училиште Климент Охридски во Прилеп. Мојот прв тренинг беше таму. Заминав на тренинг по иницијатива на брат ми, значи приказна која што долго време ја кажувам. Брат ми како машко, ај оди на тренинг, поликсена со мене, нема проблем. И брат ми се откажа многу рано. Негова 14 години можеби имаше кога се откажа. Јас љубовта за каратето ја добив постепено. Најпрво бев љубопитна што е карате, сите споруваат спорт, карате, машки спорт, тепање, удари. Меѓутоа подоцна како го спознав спортот, научив дека каратето не гради како личности чекор по чекор. На сите е познато дека во карате почетоците се со полагање на појаси и најпрво земаш жолт појас и ти даваат појас за дека нешто си направил добро. После следува некој нов предизвик, за да земеш следен појас или црвен појас, ти треба да направиш уште подобро некоја работа и нешто плюс да научиш и нова ката. И
во текот на моето растење така научив да живеам. Секој ден треба да бидеш подобар од претходниот и секоја нова работа која што ја планираш или секоја новина која што ја внесуваш во животот треба да биде подобра од претходната за да можеш да напредуваш. И така и пораснав со каратето, пораснав скала по скала, ме научи низ животот да бидам со почит. Каратето ме научи за хиерархија, за дисциплина и го засакав каратето токму поради процесот на растење, процесот на постепено учење и процесот што ми дозволуваше да напредувам. Спортот ме научи дека кога вложуваш во една работа не може да не биде возвратена, да нема позитивен фидбек. Ако на некоја работа и даваш позитивна енергија, секако позитивно ти се враќа. Ако веруваш дека можеш, треба да работиш напорно за тоа. Напорната работа секогаш носи успех. И така пораснав и така останав во каратето цели 20 години. Колку овој спорт е актуелен денес во Македонија, особено кај девојките? Да, навистина ми е драго и се радувам што каратето беше звучно кажано како машки спорт, али каратето има донесено навистина многу медали од жени спортистки, каратистки. Првиот европски медал во карате го донесе Наташа Илиевска, златен медал, беше жена и мислам дека тука почна да се кршат стереотипите за тоа каратето е машки спорт. Каратето е толку многу успешен спорт во нашата држава што сите успеси зборуваат за тоа. Еден Беатија Купи кој што донесе неколку титули европски. И клопувајќи ги сите наши резултати, целата работа на нашата карате федерација дава за право да кажеме дека сме еден популарен спорт и еден спорт кој што навистина има многу надежни пионери, јуниори, имаме многу резултати од кадети. Федерација која што знае да ги задржи сениорите и да ги оправда резултатите и навистина се радувам што каратето според мене е на едно убаво ниво во нашата држава. Ја има ли доволно поддршката од државата, од институциите, сите овие млади таленти кои што спомнавте дека ги има? Да, јас сега со право и со мое лично искуство и сето она кое што сум го поминала сите овие години, сега можам да кажам дека спортот во Македонија и каратето се наоѓа во едно навистина многу убаво ниво. Волчешкиот систем помага премногу, помага на спортисти индивидуалци, помага на клубови, помага на федерации. И тоа е огромна помош, што претходно немало и не сме спортисти да се пожали. Зошто? Заради тоа што навистина имаме бенефит. Јас лично сум поддржана од првиот момент кога разбрав за олимписка норма, за олимписката вајлкарта. Од првиот момент кога дознав, бев поддржана од Агенцијата за млади спорт, лично Наумчо Мојсовски се јави, ми честита и ме награди, ме поддржа и морално и финансиски, и навистина му сум преблагодарна, како и сите останати спортисти што знам дека се поддржани од негова страна. Исто Даниел Димевски, председателот на Олимпискиот комитет, кој што е извонреден човек, кој што го разбира спортот, кој што го поддржува спортот, ја поддржува жената во спортот, ме поддржа од првиот момент до последниот момент, до моите припреми во Словачка, целосно презеде одговорност и навистина сум преблагодарна. И Карате федерацијата, морам да го спомнам, човекот кој што пред 4 години, кога ја потпишував олимписката стипендија, дојде господин Драган Стојановски, председател на федерацијата, тогаш дојде и ми кажа: Поликсенија, дали си спремна да напишеш историја за каратето? Дали си спремна на 4 години истрпна работа да бидеш првата жена во нашата држава која што ќе не представува, која што имаш чест да бидеш олимписки стипендист за почеток. И му сум преблагодарна што 4 години беше моја навистина поддршка до ден денес, човекот кој што ми се јави да ми честита со искрено чисто срце, со искрена радост и што после да ме испрати вчера и што навистина сум преблагодарна како човек кој што ја донесе Карате федерацијата на едно ниво кое што можат да позавидат сите федерации. Со таква посветеност, таква организација, поставеност на работите, на луѓето натре во федерацијата и навистина се радувам што живеев во ера кога Драган Стојановски беше председател на Карате федерација кој што водведе толку убав систем на наградување, на поддржување на спортистите. Јовановска, ви благодарам за издвоеното време и за ова интервју. Ви благодарам и вас, навистина ми беше прекрасно, се чувствувам прилеп како дома и да се надевам дека ќе ве израдувам сите, да му посакам среќа на останатите кои што треба да настапат нови во Токио, да му честитам на извонредните резултати кои што ги направија досега
нашите представници таму. Да кажам на целата јавност и на сите луѓе кои што го поддржуваат спортот дека треба да бидат свесни колкав е притисокот од една олимпијада. Колку тие млади деца кои што настапуваат таму даваат за спортот, даваат за да го живеат тој момент и дека треба само да ги поддржиме и да кажеме браво на предсе на настапот, што воопшто излегле на таа голема сцена и направиле да се чувствуваме горди. Уште еднаш ви посакуваме огромен успех, да испишете историја за Македонија и нормално да се вратите со медал. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Секогаш ми е чест кога гостувам во Прилеп и оваа прилика да ја искористам да се заблагодарам на општината исто за приемот денес што го имав во општина Прилеп и да се благодарам за поддршката која што ми ја дадоа, за помошта која што ми ја дадоа и навистина сега се чувствувам навистина спортист и нека биде ова репер за сите идни спортисти дека имаат институции кои што стојат зад нив и кои што ги вреднуваат нивните успеси. Благодарам. Драги гледачи, тоа беше интервјуто со Пулексенија Јовановска, еден од нашите олимпици кои што не представува во Токио и ајде сите да навиваме нормално за неа.